Емисијата Став се емитува како дел од проектот Развој на општествена одговорност. Во неа ќе се обидеме да ги актуализираме сите оние прашања кои што ги поставија учесниците на трите фокус групи кои што ги организиравме. Проектот е финансиран од Фондацијата Отворено општество Македонија. Вечерва разговараме со извршниот директор на Националниот ромски центар од Куманово, Ашмет Елезовски. Господине Елезовски, добро вечер, ви благодарам што и покрај напорната агенда денеска одвоивте време да присуствувате во нашата емисија. Ви благодарам и пред се добро вечер на гледачите и граѓаните на Куманово. Чест и задоволство ми е да бидам вечерва со вас и да се обидам да презентирам сето она што мислам дека треба до граѓанинот да биде информиран, гледачите. И пред се надевам во овие денови кои се топли, а и вашата телевизија мислам дека топло ги изближува граѓаните, а и градот прославува, што е се тоа во атмосфера на тоа и мислам дека секогаш ставот треба да биде прв. Емисијата воедно и насловот ме врати мене во времето кога ние започнавме во Радио телевизија Куманово, мислам во тогаш наш вестник и колежгите кои правеа вакви слични емисии во тоа време се уште кога го помлад новинар се сеќавам на убавите позитивни емисии кои ги правивме со колегите пред се почнувајќи од Слаѓана па стигнувајќи до сите останати колеги. Навистина пријатно ми ви благодарам што одвоивте дел и време да бидам гости. Како дел од Националниот ромски центар, но и како некој што е постојано активен и на различни семинари и во државата и надворот од неа, што може да кажеме? Каков е статусот на ромите во државата, но еве и на локално ниво? Па пред се јас први да кажам кратко дека граѓанин на Куманово сум, горд сум. Не само тоа, сакам да кажам дека некако се чувствам како во моментот граѓани кој има обврска од она што го презедов, што го научив од постарите генерации, од моето семејство, да го пренесам, значи, први на моите деца, а после тоа и на своите сограѓани и можам да кажам дека на потеклото, значи на мојата фамилија, на дедо ми е од Куманово, што значи малку не има веќе, се помалку не има стари кумановци кои можеме да се препознаеме, но меѓутоа она што би сакал да го кажам дека многу повеќе сакам да го кажам ставот како граѓанин на Куманово, граѓанин по националност ром, македонец, нормално нема што тука да зборуваме, а она што особено е значено, јас кога го започнав своето патешествие или мојата кариера на поле како борец за човек кој права и активист во граѓанското движење во Македонија, во Куманово, во Европа, го започнав како кумановец. Се сеќавам дека на изрека кога се представив на една меѓународна среда, тоа беше во далечната 98 година, кажав дека сум млад човек, работам во медиум и потекнувам од градот Куманово, во кој многу значајни и добри работи, лоши се средува и подпишува, почнувајќи од кризни ситуации, па добри и така натаму, веќе да почнеме од Зеверњак, од првата значи српско устание или борба кога тогашниот наш еден познат ром од Врање со свирење на труба контра од она јуриш према противникот, отсвирел значи нивната мелодија и така да српската армија во тоа време извојува победа на Зеверњак. Многу луѓе тоа не го знаат, но меѓутоа сакам да кажам дека сум горд граѓанин на Куманово, а од друга страна сум горд што сум и ром. А она што денеска се случува и се случуваше, можам да кажам дека се чувствувам многу позитивно, биќе имаме еден изворен тим на мои колеги кои се со солидно образование и Национален ромски центар всушност е организација професионална која повеќе
од 14 години се бави со граѓанските права и она што започнав би сакал да кажам дека позицијата, статусот на ромите денеска или на граѓаните е таков како што и работите се движат значи од економија, од политика, од социјала, од култура и не можеме да кажеме дека се најсолидни, сакаме да постигнеме подобро статус, но меѓутоа ситуацијата наложува секој човекот да биде енергичен и да има волја сето она што е постигнато да се надградува. Онака првично можам да кажам дека ситуацијата на ромите и на граѓаните, морам да спомнам, во моментот не е најдобра. Ние имаме ситуација каде сиромаштијата се зголемува, значи, сега дали ќе додат деновите подобри, тоа станува од укажувањата на луѓето кои водат државата сега, кои кажат дека од 1 јануар треба да се подобри животниот стандард во насока на примањата на платите, на пензиите, на социјалната помош. Тоа е најосновното е првин обстанокот, дали ќе биде подобар. Втора работа е работните места, позициите за сите, па така и за ромите. Она што е денес, можеме да кажеме, моментално една привремена состојба која бара едно трпение. Не е најдобро, но меѓутоа треба да се надеваме. Треба секогаш да се трудиме и ние да дадеме допринос, да испраќаме позитивни пораки, критики, негативни, но со аргументи и факти, да бараме одговорност на тие на кои им го дадовме нашиот глас. Ма и тие што не излегуваат, и тие имаат право да бараат значи одговорност, бичи се тоа е дел од демократијата, дел од секојдневието на животот. Според вас ги даде ли посокуваните ефекти меѓународната декларација попозната како декада на ромите во областа на оние најклучните сегменти вработување, домување, здравство, образование и слично? Па видите, многу работи помина на просторите од Балканот, така да и декадата дојде и помина. Меѓутоа, таа беше убава работа на почетокот, значи, првите 2 години, бидејќи тоа беше еден како да кажам, едно покренување на работите, имаше едно афирмативно действување, но меѓутоа со текот на времето кога многу луѓе од институциите и самите држави увидоа дека тука се бара всушност интервенција од локално ниво, национално ниво, па и од европски институции, и дека луѓето кои во тоа време Сорос фундацијата и господин Џорџ Сорос и првиот човек на Светската банка го креира и го нарекува како декада на ромите. Тога почнувајќи од 2004 па официјално од 2005 до 2015 дека всушност треба буџетски да се поддржи тоа, иако тие дада доста од своја страна и Светската банка и Сорос фундацијата, сепак можеме да кажеме дека не заврши многу успешно декадата. Можеме да кажеме дека таа само на полето на образованието даде одредени покренувања, зголемување на процентот на образовани роми, но меѓутоа нешто повеќе од тоа не даде, но сепак може да се оцени дека има позитивно тоа што имаше период на дискусија. Но меѓутоа дискусијата не значи дека се постигнати резултати во пракса, значи, но меѓутоа ете се направи една инфекција, можеби, еден вирус, дека за секој народ, за секоја етничка заедница потребно е иницирање на иницијатива, а после тоа
може би е вината и во самите роми кои недоволно не беа активни или не направија аларм за да се направат посебни буџети. Не беше доволно, едете, например, за Куманово, како еден од најпознатите мултиетнички градови во просторите на Балканот, на Западен Балкан, така не нарекуваат, а од друга страна на поранешна Југославија, и еден од индустријските градови кои сега за жал не е така, успеа да донесе акциони планови меѓу првите од општините на локално ниво, но меѓутоа не успеа да обезбеди доволен буџет за да сето тоа во практика се применува и останаа само на оние декларативни заложби, почнувајќи од тогашното време од градоначалници кои се менува. Не би сакал сега имињата, има градоначалници кои беа многу успешни, имаше кои направија и пропусти, но меѓутоа она што можам да го кажам како мој став е дека и ден денеска ние немаме, значи, иако лојалноста, значи, поддршката и одговорноста на граѓаните на роми е доста видлива и патриотизмот, можам да кажам дека е видлив, но за жал не е возвратено со одредена мерка од луѓето кои ја водат и на која водеа и на национално ниво и ова. Сега нешто се прават некои нови заложби, треба да почекаме, една година е малку, но меѓутоа сепак тоа не треба малку повеќе, поактивно, треба енергично да се согледа тие вољи. Биќе секогаш по старите кумановци и по старите генерации укажува дека за да една работа бидне видлива, треба и другите да подпомогнат. Сега, тоа подпомагање се подразбира волја, одлука, бичи законските регулативи кои се донесуваат, дали на локално, дали на национално ниво, и ги предлагаат стручњаци, луѓе, но меѓутоа, после тоа, сето тоа се губи во бирократијата, бидејќи нема одговорност од луѓето кои треба да го споведат, се прават намалување на тие ребаланси на буџетите, нема пари, нема за ова, нема за она, додека има за некои неважни работи, или да кажам, пример, до блиско време имавме улици во центарот на градот кои не беа асфалтирани, а додека имаше улици кои не се ни битни надвор од градот, а беа асфалтирани, таму едноставно поради некои одредени политички како да кажам, договори или како и да е, беа завршени. Сега се надевам дека тоа ќе биде добар повод, сега да се направат одредени промени, па да додеме до она што сите ние како граѓани на Куманово, бидејќи сепак емисијата е посветена за граѓаните на Куманово, и би сакал да кажам дека Куманово е познат во светот како град. Кој сака нека каже дека не е вака или онака, а од друга страна кумановците веќе и зазета одредени позиции кои се битни надвор од градот, додека уште Куманово или Македонија не пристапи, ние имаме веќе луѓе кои беа вработени во европските институции, во парламентот. Значи, Куманово веќе нормално човек кога се представува се кажува од каде е. И беа веќе советници на европарламентарки. Значи, од друга страна ги имавме во Германија во одредени позиции на Бундестагот. И роми и не роми, зборам, ги знаа луѓето, ги знаат институциите, но меѓутоа не знам од која причина секогаш велат многу попоценеци, имаш поголем почит надвор од твојот град во твојот град. И твоето искуство не сака да го искористат, не знам од какви причини. Например, има наши кумановци, и јас самиот, не да сега да зборам сами за себе, но меѓутоа се сретнав со многу истакнати. Од Баросо, од господја Меркел, од Джеси Джексон, познатиот борец за човекови права, не знам што,
сите со нив се дискутиравме на многу важни средби, бидејќи и јас сум еден двигател на ромско движење во Европа, но меѓутоа кога доаѓате во Кумано едноставно има луѓе кои едноставно се над нас, граѓаните, работат во бюрократијата, имаат одело и машња и мислат дека ете така тие се поважните, поглавните, а не сваќаат дека сите тие зависат од нашите оделување, од нашите плати, приходи што се оделуваат, дека платата ја земаат од сите граѓани на Кумано. Значи, што значи дека мора да се свати дека граѓанинот секогаш е на прво место. Во овој случај и ромското прашање треба да биде ставено како и сите други што живеат во Куманово, власите, турците, србите. Значи, подеднакво да се распоредува тој буџет и не да се прави тоа само за културни настани. Со тоа не правиме ништо. Мултиетничкиот концепт кој беше запишан уште за времето на Евлија Челебија, па продолжувајќи и понаваму, или богатството кој го прави господин Димитар Масевски со книгите, со корени, кои се богатство. Тоа е легенда за Кумано, меѓутоа многу генерации тоа не знам од која причина, не генерации, институции не сакаат да го употребат многу ефикасно, а од друга страна мислам дека и ова е моја порака до луѓето кои се во образование, да се изборат некако да има многу дебати низ тие, или може да има некој надпревар колку го познавате Кумано, па младите генерации да научат за Кумано, за Симерони, ресторанот, за ночниот живот, за шегата на Батко Ѓорѓија и за многу работи, за војните кои беа на просторите, каде Кумано секогаш е крстосница на убави нешта, и спортисти, и златни успеси, Ацелисевски, Речеповски. Значи, ние имаме за што да зборуваме. Имаме своји ставови, но меѓутоа сето тоа во поново време не се дава дури и на младите својата визија да искажат. А да не зборуваме за нашите млади кои работат сега и се успешни менаџери во многу американски компании кои работат во Афганистан, се изложени на здравствени проблеми, но меѓутоа им посакувам сепак успех. Тоа, не знам, емисијата ви е со наслов која предизвикува кај мене и емоции ме враќа во времето кога јас работев и правев анализи мислам новинарски, бидејќи тоа ми беше многу сакана професија, но како и да е, тука сме. Доколку ја обвадиме областа вработување, голем број роми работат во јавните предпријатија. Еве, за Куманово зборуваме. Што е со државните институции? Јавната администрација, колкав е бројот таму? Да ви кажам, јавните предпријатија се мисли пред се на водовод и чистоќа. Во други јавни предпријатија ние немаме роми. Имаме роми кои со прсти можеме да ги измериме. Имаме еден ром кој е во Министерството за шумарство. Значи, други роми немаме. Во судот, во јавниот суд немаме. Имаме во Центар за социјални работи, значи, вработено. Таму имаме една ромка и еден ром. Другиот замина правник кој успешно работеше, меѓутоа замина тој си ги побара подобро. А меѓутоа еден пример ќе кажам. Ние во Кумано имавме сега во близко време, неколку години, еден дипломиран социолог, двајца доктори, значи, кои бара вработување и специализација, меѓутоа по разни околности работеа тука малка, не видоа се сетна со бариери, наидоа на бариери. Едниот замина да работи во компаниите за брза храна, Макдоналдс и Кинг Бургер во Германија, дипломираните, зборам за дипломираните, не сакам сега имињата да им карам на децата, сепак се млади, пред себе имаат кариера. Едниот замина во Франција, третиот доктор замина во Германија и сега е на специализација во болниците, во една болница во Германија
И да ви кажам, јас сум горд. Сум горд бидејќи значи убаво од една страна ми е жал што не останаа тука, за да ги тргнеме предрасудите дека ромите не се доволно едуцирани, немаат капацитети, така натаму, но меѓутоа Куманово е сепак и пример, бидејќи првата пратеничка ромка покрај Фајк Авди беше исто така од Куманово, господјата Џулистана, која се премина, сега не навлегуваме во незините права, што како ќе се ова, но меѓутоа е од Куманово. Понатаму имавме многу луѓе што работеа на видни други позиции тука, но меѓутоа во Куманово, значи зборам за Куманово, сега на прст имаме неколку луѓе кои влегоа по волја на претходната влада, на оваа влада, но меѓутоа се тоа беа политички одлуки за вработување. Не беа тие, како да кажам, според квалитетот, значи одредено, имаше по некој случајен избор во државен архив, мислам Министерство земјоделие, таму вработено и не знам така, но меѓутоа се тоа е на прсти. Зошто? Од која причина? Мислам, се постава прашање. Вработувањето можам да кажам и сега имаме информација дека има вработено благодарение на една организација на Обединетите нации, имаме вработен човек во општината, после толку години, додека во сите други останати општини низ Македонија има систематизирано место за референт за ромски прашања, каде е влегува во буџетот на општина Куманово, а ние дури од оваа година ја имаме таа позиција. Значи, назад 10 години, ако во другите општини таа позиција е дури една помала општина од кај нас, можам да кажам 5 пати помала, низ Македонија имаат референт, како е да, а има популација во Куманово на ромско население која се движи од 6 до 8.000 жители. Сега за жал е намалена и поради големиот број на мигрирање, како што и сите граѓани на Куманово мигрираат, па дури имавме оние скандалозни работи за бугарски пасош и не знам што, но меѓутоа јас би кажал, борба за живот. Тоа е тоа. Сега вработувањето дали ќе додат, дали ќе се направат. Имаме, за пофалба е што имаме еден персонал медицински на медицински сестри, која бројка да достигнува до 8 сестри, што ние наназад неколку години немавме, но меѓутоа дали тие ќе имаат можност да се вработат, пак е волја политичка. Како успева да се задржи мултиетничкиот концепт во Куманово? Па да ви кажам искрено, ова е добро прашање. Јас у Куманово е град во моментот, значи наназад едно 3 години и дадов една изјава дека е мртов град. Мртов град бидејќи навечер го немаше оној жар, оној ноќен живот како што беше наназад неколку години, најверојатно поради немаштијата, сиромаштијата, но меѓутоа како мултиетнички град, сакам да се навратам на многу ситуации каде имавме критички моменти. Значи, растур на поранешна Југославија, војна во блиската околина, конфликт во Македонија, но меѓутоа по старите генерации, значи, на роми, на албанци, на срби, на турци, македонци, а и у тогашното време структурата која беше со градоначалници, направија една таква инерција на комуникација, што ние всушност како да не сакавме и да влегуваме, да бидеме дел од тие недоразбирања. И едноставно Куманово остана позитивен, единствен позитивен град се уште е, и можеби тоа го држи. Тоа разбирање, значи, тоа почитување на зборот на постарите е всушност вреднување на квалитетот на Куманово. Советот на општина Куманово е, мислам, единствениот во кој што функционира превод на 4 јазици, тука е вклучен и ромскиот. Колку значи тоа за вас како заедница? Тоа е исто позитивна насока, мислам дека тоа е плод на тоа што ние наназад 4
последователни и локални циклуси, значи имаме советник во општина Куманово, значи оваа година двајца и минатата година беа двајца. И всушност треба да го спомнам, првиот советник кој го има и моето име, но меѓутоа е Османовски. Имаше една ситуација кога луѓето ми честита, ви кажме да јас гласам за тебе, благодарам. Мисличи и на мене, но меѓутоа тоа беше колегата кој успешно и се избори, а всушност и тогашните гарнитури на Советот на општина го прифатија. И кај што одам, јас укажувам на тоа дека имаме право да зборуваме, имаме право да истакнеме одредени наши надписи, имаме превезувачи роми кои се вработени, и сето тоа е позитивно, значи и за останатите етнички заедници во Куманово. Доколку го анализираме образованието, веќе споменавте дека декадата дала позитивни резултати во оваа област, но што се однесува до образованието, тоа беше и најзастапено во нашите фокус групи кои што ги реализиравме во рамките на ова истражување. Колку децата роми завршуваат денес образование, колку се вклучени во образовниот процес? Па видите вака, ме навратите, ама ќе кажам, имавме една емисија тогаш со колегите од РТК или наш вестник ми помогна да се сослушаме, се викаше тој циклус на комуникација. Токму во се сеќавам на колегата технички кој го обработуваше тоа, Аце, па Виктор, па колегите Нада покојната Георгиева и Боби Серафимовски учествуваше со своји музички покривања на тие емисии. Ако појдам од тогаш па наому, можам да кажам дека образованието по регуларна основа, зборам, даде ефекти. Ние успеавме да кажеме во, ајде така го нарекуваат најелитно, или браќа Миладиновци основното училиште и Крстен Цирков, да имаше 4-5 години, имавме обезбедено и превоз, и децата ги носевме таму и тоа беше едно елиминирање на сегрегација во едно училиште, за да можеме да направиме поефикасно едуцирање тако тој стил. Имавме дури деца во основното училиште Кочо Рацин. Ова е мое мислење. Мислам дека во моментот најетаблирано основно училиште кој ги има сите перформанси за напредок и пристигнување до европскиот стандард е Кочо Рацин. Ова е мое лично мислење, но меѓутоа тоа не значи дека останатите го немаат, но меѓутоа дали поради тоа што програмската обврска што треба да имплементираат наставниот кадар, таму се имплементира доста солидно и учениците кога идат во средни училишта, го кажувам, бидејќи имавме една многу тесна соработка со Министерството за образование. Дури направивме една книга за превентива и препознавање на дискриминацијата, прирачник со Министерството, тоа е документ на Министерството за образование. Работната група беше од Министерството и имаше и промотивно, така да ова се информации кои произлегуваат директно од високото ниво. Но не значи дека сега и останатите браќа Миладиновци, 11 октомври, Христијан Карпош не одат, или Вук Караджич не одат кон насока, па да ги спомнам и албанските училишта исто така дадоа еден пострек, една соработка да се развива, а така и средните училишта, но меѓутоа проблемот што имаме бариери е тоа што одреден наставен кадар се уште не ја сваќа својата одговорност со промената на наставниот план. Дека треба многу вложување на труд за да се доближите до децата, до нивниот проблем, а од друга страна има и составување во одредени училишта немаме доволно педагози, социологи, бидејќи тоа бара работата со децата во образованието, дали во основно или во средно образование, бара многу комуникација, многу дополнителни образовни инструменти, значи кои ќе помогнат
таа наставна програма да се совлада и за да се стигне до одредено ниво, а не само да се има некое образование. Не знам, за мене образованието кое беше во поранешна Југославија се разликува од сегашно. Децата многу повеќе се слободни и со компјутери и игри, додека ние се бавевме со спортски надпреварувања. Денеска некако сето тоа ме чуди кога успеваат децата и ја самиот да ги создадат сите тие материјали за образование, но меѓутоа како и да е, тоа е системот, тоа е време, ново време, компјутерско време може да кажам, но меѓутоа и тука има начини и методи како децата да совладат. Што се однесува за ромите, тука имаме една работа, оние родители кои се свесни, дали се сиромашни или богати, сепак велам дека не е само проблемот у институцијата, у системот на образование, проблемот е одреден и кај родителите, значи треба таа комуникација помеѓу наставниците ова да биде честа. Нема, таа изостанува, значи нема таа, а од друга страна социјалните работници треба да бидат многу повеќе присутни на терен, да разговараат. Значи не ни требаат само казни. Научени со казни дека со тоа некој ќе се освести. Нема. Со тоа не правиме, дури и децата кога ги казнуваме, значи, а и истото се однесува и дури ако продолжиме со оној став, ромските деца не ги бива, ромите не ги бива, она, тоа не прави подобрување. Спомнавме пред емисијата, за да се надоврзам, тука и личната документација. Ние имаме проблем кој со години се наталожува, а тоа е законските регулативи се доста добри познати. Они даваат можност секој дете родено во домашни услови или во болница на каков начин да биде регистрирано, меѓутоа администрацијата во матичната служба и администрацијата која исто така во стекнување со правото на жителство, значи на живеалиште, многу споро ги решава. Едноставно нема чувствителна одговорност. И сето тоа прави да имаме проблеми и во образование, да имаме проблеми и во бијќи кога немате средени документи, кога немате вработување, не можеме да зборуваме за некакво образование. За објаснување за граѓаните зборуваме за лицата кои што се без документи, така наречени фантоми, да. И тие немаат право ниту на социјална парична помош. Немаат право на многу, но меѓутоа ако направат грешка, се притвараат. Што значи дека апсурд е. Значи нема никаков документ, но меѓутоа како и да е, благодарение на поддршката на европските фондови, на делегацијата на Европската ние спроведовме активност на терен, значи за Куманово зборам, и од така наречените луѓе кои имаа проблеми, значи се намалува бројката и се надевам и акцијата сега што е од страна на Министерството, на управата за водење матична евиденција, како и на Министерството за внатрешни работи, ќе даде резултати и очекуваме до крајот на годината, и ако се пролонгира рокот за упис на овие луѓе кои беа без документи, дека ќе се намали тој број и мислам дека можеби дури во одредени места, а можеби во Куманово, ќе немаме многу бројка, зашто има и такви комплицирани случаи што се лавиринт за решавање и бараат дури дебата во парламентот за одредени поголеми законски промени во законот за упис во матична книга на евиденција и за добивање на државјанство на Република Македонија. Да. Во врска со домувањето, предходните години ромите најчесто беа зафатени со поплавите, бидејќи се населени покрај речното корито, но со регулирање на речното корито тие проблеми би требало да бидат минато. Што е со легализацијата сега? Легализацијата ја спроведуваме и доста позитивно и на ниво на Македонија работиме, Национален ромски центар со своите колеги и со стручните тела од локалните самоуправи кај што действуваме, така и во Куманово, како и правниците, службени адвокатите кои ги имаме ангажирано. Досега успешно оди процесот. Единствено очекуваме да видиме волја на Советот на општина Куманово
за населбата Средорек и Бавчи, така наречена, на Октомврска револуција, за да оние луѓе кои имаат одредена документација и ако имаат тоа право и се староседелци на тие населби, да го добијат своето право за легализирање на нивните домови, додека оние кои се покрај самото речно корито си има одреден план како тоа ќе се прави, но меѓутоа сите тие имаат право на легализирање, бидејќи има многу објекти кои во строгиот центар се направени зграда до зграда, нема никаде ни едно дрво и не се направени плански за да има и гаражи, меѓутоа ете се направени згради, така да не личиме на град со бетон, туку требаше да личиме на град со убави паркови до стамбените објекти. Сега на некого можеби ќе каже не, Средорек е зелена површина или вака и онака, со години тоа се збореше дека кога, меѓутоа за тоа треба средства, не може тоа народот кој живеел таму и со години творел и го развивал градот со одредени своји придоници да биде срушен за нечи, а од една страна имаме убави згради, ако гледате таму, кои се и го потиснаа коритото, бидејќи старата архива која и ние имавме и која работевме во наш вестник и радиотелевизија Куманово, имаше ситуации кога за речното корито стигнуваа средства, речното корито не се поправаше и поплавите беа еднаш, два пати, три пати. Имаме дури имаме и архива на протести кога се направија, кога парите Советот донесе одлука потидоа парите некаде на други места, па тогаш интервениравме, па донаторите се мислам се едноставно побараа одговорност. Еве сега за среќа ова имаме еден процес кој благодарение на актуелната власт и позицијата, можеби желбата што ја има градоначалникот, не знам, сега времето ќе покаже, имаме една убава гледка, имаме исчистено корито, се надевам дека многуто луѓе кои вината за труењето на реката или фрлењето на отпадни материја фрлаат врз жителите. Имаат и жителите одредена одговорност, но меѓутоа има и случаеви што ние тогаш у тоа време кога ја работев како новинар ги имавме наснимено луѓето доаѓаат со одредени навечер, со одредени комбини затворени и ги фрлаат на брзина низ мостовите, секакви гуми, дури имаше животни и така натаму, но меѓутоа се надевам дека речното корито сега е речна работа за попалување, нема да има излевање, но меѓутоа треба ова што го правиме да го чуваме, не да ни се случува некоја негова поглед како сега во блиско време што беше во еден парк, не знам кој парк, беше скршено светлото кој убаво изгледаше и го светлуваше паркот за ноќно движење, за движење и на здрави и на луѓето кои им е потребен онаа рекреација. Значи треба сите да вложиме и треба да почне да се казнуваат неодговорните граѓани, па и да се наши роми или не знам кој, важно граѓанин да е. Значи без оглед треба одговорноста да се спроведува и заложбите да дадат за тоа, а дури и тука има и простор за отворено појава на луѓе кои би се грижеле како одговорни, кои би воделе сметка кој тоа го прави уништувањето на природата во градот Куманово. Значи секако треба да сносат последици. Националниот ромски центар во моментов ја спроведува по 4-ти пат кампањата Доста, која има за цел да ги сруши предрасудите, но и да ги потикне граѓаните да ги запознае со културните вредности на ромскиот народ. Организирате различни работилници со најмалите. Организираме овај дел од она што всушност ние го научивме одејќи на многу средби во европските земји и пред се во Европскиот парламент, како и во Советот на Европа, како една од најстарите европски институции, бидејќи таму сме дел и го имаме на високото ромско тело таму, но меѓутоа Националниот ромски центар е всушност еден од првите ромски организации од просторот на
поранешна Југославија, што влезе во креирањето на ромското и развивањето на ромското прашање на европско ниво, почнувачи од 2002 година, со преку финската претседателка у тогашно време Тарја Халонен, успеавме и формиравме тело кое највисоко еден вид на тело кое комуницира со сите институции во Европа и во светот и е член на Обединетите нации. И на тие високи средби, всушност Национален ромски центар ја имаше можност да ја презентира, значи, позицијата на ромите и не се залагавме само за Кумано, туку имавме можност да кажеме нешто за вредностите и богатствата на Кумано и слабостите и присуството на дискриминација. Да не заборавам дека дискриминацијата таа ќе постои додека постои светот. Но меѓутоа има една лоша работа што одредени работи кај одредени луѓе се појавува една позиција на согледување на ромите како непожелни, а тоа прави да има расистички појави, па дури и една дефиниција со која се нарекува антициганизам, зашто има и донесена декларација од Европскиот парламент, Македонија тоа го прифати и го акцептира. И сега овие денови се одбележа на европско ниво во повеќе од 20 земји денот на азбуката, значи на ромскиот јазик, кој е акцептиран од Обединетите нации. Тоа е 5 ноември. Иницијативата започна од еден пратеник во Ром во Хрватска, па сега еве и тука кај нас се прави. Ние имаме воедно и 20 представници во законодавниот дом, имаме 20 советници тука. И она што го кажуваме за доста, тоа е таа ромска гордост која поврзуваме и ја пренесуваме, и ние сме задоволни што учениците од сите националности учествуваат и досега низ овие години и бевме дури ова се доста можам да го приклучам и на една активност Сите сме едно сонце, која организираше Основно училиште Кочо Рацин, каде дадовме поддршка, биќе од сите националности учествува и во еден таков можам да кажам план и активност. И ова се спроведува и ќе имаме завршна конференција каде се надеваме дека градоначалникот ќе има време и простор да ги додели наградите на сите ученици и учениците да ги презентираат своите и училишта. Тоа ќе се случи најверојатно на 4 декември, пред 10 декември, денот на човековите права. И таа ромска гордост, Рома Прайд наречена, или преку доста кампањата, може само да заокружи една година која треба да направи нови погледи пред влегувањето во новите процеси на 2020 година, каде со нови стратегии, нови видувања, а и можеби до година, ако се оди како што треба да посакаме, а тоа е да бидеме дел од европското семејство, Европската унија, каде се надевам дека ако влеземе, законите ќе се пресликаат и тука, правата ќе бидат еднакви за сите, нема да бидат гледани која е националното, ќе се вреднува квалитетот на човекот, и затоа ова доста и Рома Прайд е всушност за тоа наменето, да не го гледате човекот каков е, од каде потекнува, која боја има, кој јазик знае да збори, туку како се пристапува кон одредена работа и тој соживот да го негуваме, бијќи вредностите се тие ако човекот го почитува секого, па и самиот себе и своето семејство. Покрај доста она што го кажавте, мислам дека треба да го кажам дека како дел од Национален ромски центар сакам да укажам дека медиумот, всушност вие сте најголемиот инструмент или алатка за приближување на вистината до граѓаните. Доколку реално се информира, доколку и ние дадеме допринос, вие да останете и што повеќе новинари да имаме, кои јако и храбро ќе зборуваат, ќе пишуваат за сите лоши, а и добри страни во градот,
тогаш ние сепак се надевам дека можеме нашиот став, вашиот став, ставот на гледачите, ставот на политичарите, ставот на првиот човек на градот да биде разменет и да се најде заедничка солуција. Бидејќи само така можеме да креираме иднина за сите нас. Секако ви благодарам за одвоеното време. Јас ќе ви го подарам документот кој што го изработивме во рамки на нашиот проект Развојна општествена одговорност и како што рековте се надевам дека со заеднички сили, невладините организации, преку различни проекти и секако со медиумите ќе придонесеме сите за подобро утре на сите граѓани, без оглед на етникум, боја, пол, раса и слично. Ви благодарам. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на Телевизија Плюс.